појуваат како најдобро овошје за регулирање на крвниот притисок благодарение на високата содржина на калиум. Делување на калиумот со 422 мг калиум по парче, бананата помага во исфрлање на вишокот сол и ги опушта крвните садови. Дополнителни бенефити содржат магнезиум, антиоксиданси и влакна кои го намалуваат воспалението во артериите и го подобруваат квалитетот на исхраната. Препорачана доза, достапна е една банана дневно, а корисни алтернативи се и бобинките, кивито и портокалите. Внимание, лица со бубрежни заболувања треба да го ограничат калиумот во консултација со лекар. Преглед на над 350 студии покажува дека намалениот внес на протеини го забавува старењето кај физички неактивните лица. Придобивки за метаболизмот, намалувањето на протеините го стимулира хормонот FGF21, кој го намалува воспалението и го подобрува нивото на шеќер во крвта. Рисци од прекумерен внес, прекумерните аминокиселини метионин, изолеуцин, валин можат да предизвикаат процеси што водат до дебелина и заболувања. Физичка активност, високиот внес на протеини е корисен за спортисти, додека кај луѓето со седечки начин на живот може да донесе негативни последици. Заклучок, дневниот внес на протеини треба да се персонализира според нивото на физичка активност.